Во претходното гостување ја најавивме 500-та трансплантација за крајот на годината. Кажете ми до каде е тој проект не е проект, него е спасување практично на живот. Според ваши пресметки некакви, според статистика на тоа како одеше трансплантацијата од кадавер донор, требаше, мислам, веќе е време да ја направиме таа 500-та трансплантација. Ја имаме ли на повидок? Уште една. Идната недела, у среда. Значи, идната недела, во среда ќе биде не од прилика, него точно. Статистиката е точна. Тука не може да се направи никаква грешка, затоа што ги имаме сите податоци од 1977 година до ден денешен. Наредната недела ќе биде 500-та трансплантација, што навистина една магична бројка за Македонија. Сега ќе биде од ливинг донор, да, од ливинг донор. Па воопшто ние имаме повеќе пациенти од трансплантација од ливинг донор направено. Околу 88 ми се чини се од кадавер, што исто е бројка замашна бројка. Да, па во периодот на вие опериравте и во период на COVID. Да, ние ја реанимиравме, да кажам, на тој начин 2014 година кадаверична трансплантација. До 90 година, бидејќи јас сум сведок и на тие години како млад лекар, како втор асистент, до 90 година имавме направено 20 кадаверични трансплантации. Од 77 година до 90. Такви. После распадот на Југославија тоа се прекина, тогаш функционираше една организација на ниво на Југославија, Југотрансплант се викаше, кај што се вршеше размена на органи меѓу одредени центри. Ние пративме 5 такви бубрези во Белград, Загреб, Риека, Љубљана, така да, а не добивме ни еден, за жал. Стандард. Да. Така да тогаш функционираше како една, да кажам, предвесник на сегашната Евротрансплант. Тогаш имаше во Југославија размена на органи, како што сега функционира на ниво на Европа. Не се сите земји вклучени во Евротрансплант, меѓутоа грото, 14 на земји се мислам, вклучени во Евротрансплант и меѓу кои се врши размена на органи, не само на бубрези, но и срце, на бели дробови, на јетра и така натаму. Така да, од овој период, од како сум јас начело на тимот за трансплантација, направивме толка број на трансплантации колку за двата периоди претходно заедно. Значи, негде сме пола-пола, негде 250-250. За релативно најкраток временски период од само 11 години. 11 години. Да, направивме една бројка која е респектабилна. И тоа го препозна и интернационалната организација која се бави со регистрација на сите трансплантирани пациенти, кај што сите земји кај што се врши трансплантација, и 2014 година во тој билтен за резултатите од 2013 за ливинг донор трансплантацијата не се рангираше на 9-то место во свет Македонија. Тоа е навистина голем успех, а 5 во Европа.